Разговараме со директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, господја Билјана Стефановска. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам, добре дојдовте во агенцијата. На почеток да ве прашам, што е сега поразлично со оглед на тоа што туризам влезе како гранка во Министерството за култура? Новитет е тоа што од 2024 година за прв пат во Македонија имаме Министерство за култура и туризам, што е одлично и голема поддршка. Ново е тоа што секторот за туризам преминува во Министерство за туризам и култура, а досега беше во Министерство за економија. Практично само миграцијата е новитет, но се останува исто. Сите правила, прописи ќе доаѓаат сега од новото Министерство за туризам, а ние ќе постапуваме на тие правила. Истите луѓе, истата процедура на работа? Да, истите вработени. Само мигрираат од Министерството за економија во Министерството за култура и туризам. Агенцијата е се уште владина. Нема некои конкретни информации за некакви промени сега за сега. Функционираме како заеднички склоп со Министерството нормално, затоа што агенцијата е главно за промоција на туристичките производи на целата дестинација и за поддршка, а поддршката е во делот на субвенционирање на секој дојден турист во Македонија и реализација на мали проекти, обележување на локалитети, пешачки патеки и слични такви мали проекти до 5000 евра. Конкретно во овој разговор сме насочени кон зимскиот туризам. Падна снег, со тоа и нагрна и туристите во ски центрите, особено Попова шапка и Маврово, ама и заглавија. Заглавија затоа што непроодни се патиштата, нема доволно паркинг. Може ли така Македонија да развива еден зимски туризам? Се наоѓаме пред големи предизвици. За жал, 7 години изминатата влада немала фокус во туризмот воопшто, па ни во ски центрите. Не се вложувало ни во инфраструктура, ни во паркинзи, ни во достапност на туристите лесно да дојдат до тие ски центри. Имаме повеќе ски центри во Македонија, од најпрофесионалните би ги напоменала Маврово и Попова шапка. Кожуф е исто така голем потенцијал кој што за жал поради инфраструктурата е блокиран и не можеме да отидеме до тој ски центар. Имаме пред неколку недели отворање на нов ски центар, тоа е Михајлово во Кавадарци, би ги напоменала Пониква, Пелистер, Копанки, Крушево. Сите се на одлична локација, блиску до аеродромите во Охрид, Скопје, па и Солун би додала. Па така во радиус од 4 часа возење мигрираат 30 милиони жители, од каде што 1 милион се потенцијални скијачи или сноубордери. Предизвик е за новата влада да ги поправи тие негативни страни. Заедничко на сите име што немаат патна инфраструктура. Точно, да. Ете за Кожуф конкретно би напоменала дека во 2006 година била најголемата гринфилд инвестиција 100% и се вложиле 19 милиони евра. Се направиле системи за вештачко обснежување, топовир за снег, канализација, водовод, жичари, ски лифтови, 2 ски лифтови, 600 сет кој бил прв на Балканот, но за жал сето тоа не се развива и не функционира поради достапноста, немаме пат како да стигнеме до таму. И тој пат што бил изграден не бил одржуван, патот е ископан. Значи треба да се реинвестираат и обноваат тие локални патишта како и другите и главно паркинзите. Ете во Маврово бев пред некое време. Паркингот не е обележан, лоше, мале, Попова шапка исто така и другите скијачки центри со истите негативни страни се соочуваат. Кога ја споменавте Попова шапка всушност, неколку пати беше ветувано на назад дека тој проблем може да се надмене со обнова на онаа гондола од Тетово кон Шапка и со изградба на катна гаража. Ке се инвестирали во овие проекти? Апсолутно треба да се инвестира.
но секако во новата стратегија треба да влезе кои проекти, постојат физибилити студии проекти, но треба да се види кои проекти одговараат на генералната национална државна стратегија и стратегијата за туризам да влезе во склоп на таа генерална стратегија. Ама и таа ја немаме целосна? Ја немаме, за жал 3 години веќе немаме стратегија за туризам и друга стратегија немаме, што е многу негативен аспект на целата наша работа. Не знаеме во кој правец се движиме и кој пат треба да се трасира. Тоа значи дека нема ниту патока за зимскиот туризам ако нема национална стратегија? Нема, ние го даваме најдоброто од себе со тие ресурси и тоа што располагаме, го правиме максимумот и за промоција и за доближување на нашата понуда до странските туристи. Секаде каде што одиме на саем, ние ги промовираме. Ние сме потенцијал, македонскиот народ треба да знае дека Македонија има потенцијал да стане европска водечка дестинација за зимски туризам, нормално после Алпите. Ние имаме... Ама тој потенцијал, извинете што ве прекинувам, но тој потенцијал е, например, Маврово, еден од најпознатите наши зимски дестинации секако. Меѓутоа и тој доживеа колапс. Неисчистени патишта, непроодност, имаше по неколку денови, по неколку часа всушност застој таму. Како гледате вие дека може да се реши тоа? Со вклучување на другите министерства за прочистување на патиштата, исто така животната средина треба да има удел, Министерството за транспорт и врски, значи тим на агенцијата беше во посета на ски центарот во Маврово, разговаравме со заедницата, да ги кажаа тие негативни страни. Таму нема ниту едно игралиште за дечиња, нема како туристите ни да се анимираат. Значи имаат одлични идеи за проекти. Планираат околу езерото да се направи нордиска трка за нордиско трчање, каде би се давале бесплатни часови за дечиња и каде би се организирале некои манифестации спортски. Само така би збогатиле туристичката понуда, но најмногу државата треба да има удел со расчистување на патиштата и доградба на патишта каде што не постојат или се уништени во одржување. Добро, гледајќи го буџетот и парите наменети за туризам, да, поголем од минатата година, некаде околу 1,2 милиони евра. Доволни ли се овие средства за да се остварат дел од овие визии или проекти кои што ги имате? Апсолутно не се доволни, малку се, но се надеваме на ребаланс на буџетот, на подобри времиња. Има некои планови владата каде што оди чекор по чекор. Сега буџетот е распределен по сите институции, но како неофицијална информација имаме дека со ребалансот ќе бидат префрлени повеќе средства за такви проекти или нешто што треба да се заврши или да се започне некој нов проект. Еве како главен проект би ги напоменала Кожув и Шар планина. Значи тие два скијачки Попова шапка. Тие два скијачки центри заедно имаат скијачки патеки со површина од 4300 хектари. Сите скијачки центри на Балканот заедно да се соберат имаат вкупно скијачки центри од 4150 хектари. Значи ние можеме да обслужиме за една година или до 3 години, тие може многу брзо да се реставрираат и да се спремат за обслужување на скоро 2 милиони посетители во една скијачка сезона. Тие се огромни суми, ако земеме во просек дека балканските ски центри продале карти во сезона 2023-2024 и ако се земе просекот на скијачката карта 42 евра, се доаѓа до сума 158 милиони евра. Значи во Македонија само Кожув и Попова шапка можат годишно да носат прилив од ски карти од околу приближно 80 милиони евра. Значи, а само 1 милион определен за туризам. Значи мораме да инвестираме повеќе средства, а тие средства ќе ни се вратат. Мораме да инвестираме проекти
и поддршка на зимските центри. Дали се во приватна собственост или во државна собственост, без разлика, ние во патната инфраструктура мораме да инвестираме. Мораме да инвестираме во системи за вештачко обснежување, во топови за снег, бидејќи со глобалното затоплување сега и скијачките патеки се искачени малку повисоко, односно снегот на пониските делови се топи или има малку снег. Нели по стандардите треба да има минимум 30-40 сантими снег за да се одвива некои скијачки активности. А располагаме со потенцијални услови на Кожов и на Попова шапка, постојат големи количини на вода кои што се главен предуслов за поставување на такви системи за вештачко обснежување. Тие се такви бројки и потенцијали кои што треба да ги искористиме. Секоја инвестиција ќе ни се врати. Нашата цел треба да биде да учествуваме зимскиот туризам, да го зголеми учеството на бруто домашниот производ, кој што сега е 4%, може да биде 7%. За период до 3 години, например. Ова значи дека веројатно вие ќе треба ние, новата заедно влада, со министерот за култура и туризам да влезете во влада и да ги објаснете овие бројки, бидејќи 1 милион, тоа се 350.000 евра повеќе буџет од минатата година. Исто бил некаде приближно до 1 милион, па патната инфраструктура е оставена иста каква што беше до сега. Некаде за крај сакам да ја прашам. Гледајќи го сајтот, веб-сајтот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, приметив дека, бидејќи има една секција која што вели каде е се застапувано туризмот, каде е се застапуван во соседните држави и во Европа и во светот, и таму како има впечаток дека за зимскиот туризам се пишува само во Албанија и во Косово, како другите држави да не знаат дека има и зимски туризам во Македонија. Што се прави за промоција на зимскиот туризам надвор? Во право сте, истото го забележав. Јас сум директор веќе 4 месеци. Ги забележав тие детали и моменти. Апсолутно ништо не е промовирано за зимските центри, зимскиот туризам во Македонија. Главно од тимот на агенцијата, каде што одат на саеми, кога доаѓаат луѓето и се интересираат за нашата држава и дестинации, тие кажуваат каде може да се кампува, каде може да се одвива летен туризам, зимски туризам, имаме ски центри, но треба малку поголема промоција да се прави во тој аспект, односно да имаме и промотивни материјали, главно за ски центри, да имаме една брошура. Во Македонија ги имаме тие ски центри, тие се големи, тие се помали, тие се за рекреативни цели, тие се за професионални скијачки спортови, да биде се некако категоризирано и мислам дека тоа испаѓа на новиот директор дека треба да се направи и ќе го направиме. Добро, ви благодарам за времето. Ви благодарам и на вас.